Уште една актуелна тема во утринската програма на Македонија, утринската програма на македонската телевизија, нешто за што сметаме дека се погласно треба да се зборува, бидејќи проблемот е актуелен. Младите сакаат да работат во странство, сакаат да работат од дома за меѓународни компании, затоа што им даваат пофлексибилни услуги и многу често по големи плати и најважно од се, сакаат да работат и за македонски компании, но очекуваат многу поразличен третман од она што ние го нарекуваме работно време од 8 до 16 часот. Според официјалната статистика, во земјава се бележи висок процент на младинска невработеност, а дел од компаниите велат дека има недостаток на кадри. Каде е јазот помеѓу перцепциите и бројките? Е тема на која што ова утро разговараме со нашите соговорници. Велам добро утро за Анилија Митрова, координатор во Младинскиот сојуз. Добро утро и добро дојдовте. И Бојан Кордалов. Имаме тема која што е за жал велам актуелна, иако за ова многу често се алармираше изминативе години, но некако конкретни предлози и решенија недостасува и добро е што се собравте изминатиот период гласно да дебатирате на оваа тема. Како помина еве за почеток на разговорот средбата, дојдовте ли до конкретни предлози и решенија кои што би можеле да ги спроведат и работодавачите и од друга страна државата да интервенира? Јас би му дала предност на Бојан, дека они го работа настанот, Па да, она што сакавме да го покажеме во овој период, благодарност на Младинскиот сојуз и Европската унија кои што се донатори, Младинскиот сојуз како имплементатори кои што дадоа шанса за овие активности, е всушност еден нов начин на комуникација. Да ги ставиме на едно место и работодавачите и младите, барем оние што се покажа заинтересирани, и тие да разговараат што е она што недостасува и што е она што другите сметаат дека треба да се направи. И сметаме дека на овој начин се дава една нова форма на и квалитет на дебатата, значи не на надвикување, не на спротивставени страни, туку на луѓе цивилизирани, кои што разговараат и бараат решенија. И тоа е системот кој што ни фали во општеството. И за младите, и за образованието, и за здравството, и за секој сегмент од општеството. И драго ми е што успеавме во тоа, бидејќи интересот беше навистина голем. Сите си кажаа своите позиции, на многу места не се согласуваа работодавачите и младите, на многу места се согласија. На многу места ја повикаа државата да биде многу поголем поддржувач и партнер, меѓутоа она што е најважно е само почеток. До крајот на годината имаме уште една уште поголема дебата, кај што ќе бидат вклучени и чинителите, креаторите на политики на локално и централно ниво, меѓутоа имаме и уште поголем број активности кои што сакаме да завршат со конкретни заклучоци, кои што ги понудиме на сите, со цел да можат многу лесно да ги имплементираат и да се промени работата. Ама не заради тоа што Кристина, Бојана, Нели или било кој така решил, туку затоа што најповиканите седнале, разговарале и дошле до тие заклучоци идеи. Сите домашни компании се соочуваат со недостиг на работна сила. И сега дали младите сакаат да работат онлайн, дали се иселуваат, дали се водат како невработени, е нешто што треба конкретно да се анализира во следниот период, но што знаеме дека постои сериозна неусогласеност помеѓу образовниот систем и потребите на пазарот на работна сила. Бизнис заедницата вели дека недостасуваат кадри со практично знаење и смета дека државата треба да им даде поддршка во обука на новите млади кадри. Јас мислам дека има генерално големо несогласување, како што кажавте, помеѓу образовниот систем и пазарот на труд, меѓутоа има и целосно несогласување на оно што го бараат бизнисите и оно што го кажуваат и оно што младите можат да го понудат. Од тука да, треба да започнеме прво образовниот систем и младите да имаат повеќе шанса за критичко размислување и критичко учење наместо учење на памет како што досега учат. А во врска со практичната настава не треба само државата да ја понуди практична настава, туку треба и бизнисите да стимулираат пракси за младите луѓе каде што ќе ги градат своите капацитети внатрешно преку градење на капацитетите на младите. Треба ли повеќе да се креираат профили според потребите на пазарот на трудот? И да и не, треба да се креираат профили според пазарот на трудот, ако го следиме некој тренд, меѓутоа и пазарот на трудот, односно и бизнисите, малку треба да се прилагодат на новите генерации на младите, затоа што и они се од една страна застарени, па не ги прифаќаат новите размислувања, ставови и однесувања на младите луѓе. Така што треба да се направи еден баланс
на секое ниво. И од тоа што го бара пазарот на трудот и што бараат младите, најголемите несогласувања веројатно произлегуваат. Младите велат бараме флексибилно работно време, можности за онлайн работа од далечина, повисоки плати и примања. Кога би ги прашале двете страни дали е тоа изводливо, едните, односно младите, велат ретко во нашата земја, од друга страна работодавачите ќе кажат дека има опција, но потребни ни се дополнителни знаења и квалификации, како и квалитетен кадар во земјава. Мислам дека професиите се менуваат. И тоа се менуваат, сме разговарале многу пати, се менуваат под влијание на дигитализацијата. Ако ние допред 2 години се плашевме да помислиме како ќе работиме од дома, дали ќе заспиеме, дали ќе загледаме некои филми, нема да имаме дисциплина и затоа ни треба, да речеме, биро, пандемијата покажа дека мораме, можеме и треба да се навикнеме на секој тип на работа. Но од друга страна, многу е нормално секој да има своја преференца. Не значи ако сте млад човек, дека вие не сакате да работите во канцеларија. Исто како што не значи ако сте повозрасни, дека не сакате да работите од парк или од дома. Едноставно, секој работно место што дозволува, треба да биде прилагодено на тоа да луѓето можат да изберат. Не треба да робуваме на она што е форма, затоа нели самото тоа беше истакнато од 8 до 4, 7 до 3, 9 до 5, како сакате, туку треба да се конечно свртиме кон суштината. Младите генерации денес го кажуваат она што нашите генерации го мислеле, но немале храброст или немале можност каде да го кажат. Изминатиот период и Министерството за образование започна кампања со која што се промовира на голямо дуалното образование и со која што се мотивираат од друга страна младите да учат професии за кои да речеме е непотребна за почеток факултетска диплома, а која сакаат истата е добре дојдена. Тука се отвара прашањето дали доволно се ценат секојдневните професии, оние за кои не треба факултетска диплома или пак се уште младите сакаат високо платени професии со високо образование? Па јас мислам дека не се ценат доволно работните места кои што не нужно бараат факултетско образование, затоа што има тренд, има она притисок од општеството дека треба да завршиш факултет, дека треба да бидеш директор и тоа е можеби од повозрасните генерации, не сакам сега дискриминирам, ама секогаш што завршиш факултет, после тоа помалце ќе работиш. Тоа е некој општествен притисок кој што не го натураат од кога сме од најмали години и се доведуваме во ситуација кога ни треба водоинсталатор дома да не можеме да најдеме и да биде проблем заради тоа што никој не сака да биде водоинсталатор денес. А од друга страна се извинувам, ако сме реални, водоинсталаторот има многу поголеми можности повеќе да заработи во општеството токму поради дефицитарноста на професијата. Така е. Но, ако може да се надобрзам. Да, секако. Во исто време, неколку пати јавно ја поставам дилемата. Ако гледате дека вредноста на одредена професија се бара да има диплома, зошто за овие професии нема диплома? Зошто нема факултет? Зошто сметаме дека некои професии треба да имаат повеќе степени на образование, а други помалце? Ако гледате дека тоа ја обезвреднува желбата на младите, на луѓето да ја работат таа професија. За мене професијата водоинсталатор, ролетар, тапетар, да не редам, заваруваш, тоа се многу важни, тоа не се секојдневни, тоа се неопходни професии од секојдневното живење. Значи ние се научивме и во пандемијата, велиме докторите, правниците, во ред, важни се. Ама за да вие стигнете, односно секој од нас да стигне до докторот, да му го спаси живот или даде лек, треба некој да исчисти смет по улица. Така. Ако не се исчисти тој смет по улица, значи ние ќе се удавиме во бактерии, нема да стигнеме до доктор. Например, нема да стигнеме до судница ако треба правда да барам. Значи едноставно, ако гледаме дека системите се креираат така да бараат факултет, па нека размислат државата, општеството, нека создаде високо образование за тоа. Тоа не мора да биде наука во клупа, нека е практична, ама нека дава диплома со 7 степен, например. Зошто да не? Се менуваат работите. Ние робуваме дека нештата какви што биле пред 50, пред 100, пред 200, треба да се денеска. Ајде да ги прилагодиме на потребите на младите, не заради тоа што ние сакаме или не, туку заради тоа што младите ќе ги работат тие професии. Инаку, секако дека секој ќе ја брка професијата IT, која што веќе стигна 80.000 денари просек. Пред само 6 месеци во ова студио зборевме дека е 73,
Сега веќе со најновите истражувања Државен завод за статистика 80.000 денари. Тука се отвари уште една дискусија за која што на големо зборуваат и професорите во контекст на високото образование и квалитетот на кадарот кој што излегува. Реален проблем е дека голем дел од младите кои што завршуваат високо образование и не можат да се вклучат на пазарот на трудот, токму поради, да речеме, отсуството на пракса, токму поради инсистирањето кај професорите да се добијат повисоки оценки, на што алармираше и бизнис заедницата, некомплетни кадри. Па ако гледаме по квалитетот на високото образование или каде се наоѓаме на скалата по нашите универзитети, многу јасно дека не нудиме квалитетно образование кон младите луѓе. Ако почнеме од образованието, тоа е една пресудна работа што од тука започнува целиот проблем. Од основно училиште па се до високо образование. Нашиот систем не нуди квалитетен образовен систем за кој што младите може да ги создадат тие капацитети неопходни или да бидат комплетни кадри. А од друга страна, тука е и страната на бизнисите кои што се доста самоуверени дека они тоа што го нудат е одлично, но се наоѓаат со некомплетни кадри. Што они помагаат, како они инвестираат во создавање на комплетни кадри. Исто така е уште една дилема, уште една дискусија која што треба да се отвори, дека не секогаш бизнисите се во право кај нас. Во втората фаза ќе ги вклучите и креатурите на политики на централно и локално ниво, бидејќи реално без нив не може. Добро е што отворивте темата и гласно говорите, но тука треба да се вклучат и оние кои што практично зависи се во однос на промените фактички во пракса. Зависи се, освен консултативниот процес што треба да го имаат со засегнатите страни, тоа се во случајот младите и бизнисите. Извини, Бојан, се доцнили сега? Секојаш се доцни кај нас. Мислам, што и да кажам дека е навремено, за жал не е. Мајќи ги предвид бројките за одлив на младите од земја. Стратегијата за работни места се прави денес за после 20 години. А таа за денес требало да биде направена пред 20. Така функционира стратешкото планирање, така функционира светот. Тоа не е дека Бојан го мислили, така треба. И ние цело време каскаме токму од тие причини. Но како и да е, креаторите на јавно мислење мора да разберат, или властите, како сакате, на централно локално ниво, мора да разберат дека се важни, меѓутоа управуваат во наше име, во име на граѓаните. И дека во тие 4, 8, колку години да ги има одреден политичар, политичарка, е тука за да оствари интерес на луѓето, на граѓаните. Сега, затоа во првата фаза ги имаме младите, ги имаме работодавачите, да кажат кај се заедничките страни, кај се проблемите, кај се оние работи кои што недостасуваат. Од кога тоа ќе го направат во втората фаза, ги вклучуваме нив повеќе да слушаат со надеж. Со цел да со надеж. А многу помалку да зборуваат колку оствариле. Бидејќи професионална деформација на секоја власт е да каже што направила, што е во ред. Ама сепак многу е битно повеќе да се слуша, бидејќи никогаш не завршува работата. И во третата, завршната фаза, да се добие буквално на рака тие заклучоци кои што произлегле од консултативниот процес. Не од нашите организации, не од ИДУЕП или од Младински сојуз, туку произлегле од луѓето кои што се дел од процесот, со цел да им се помогне тие да ги реализираат и остварат на најлесен начин. Ако до сега, Анелија, не се слуша многу гласот на младите, како планирате да се слушне за наредните 20 години? Дефинитивно треба малку да ја смениме стратегијата, би рекла јас, и да правиме поголем притисок, затоа што се едноставно глуви на нашите барања, на нашите совети, на оно што младите го бараме, да се изразам така. Така што би требало да има, како што кажа Бојан, има консултативен некој процес, каде што ние ќе седнеме, меѓутоа секогаш е сватено како да напаѓаме, а не дека треба они да го прифатат нашиот став, нашето размислување. Така што дефинитивно треба да се направи поголем притисок, односно на младите им треба поддршка од работодавачите. Во конкретниот случај работодавачите не бидат на страна на државата, туку бидат на страна на младите. Само здружено и заедно можеме да го направиме тој притисок, да се смени малце мајндсетот кај носителите на одлуки или кај креаторите на политики, дека не треба толку самоуверено да настапуваат, туку дека мора да се консултираат со граѓаните и да слушаат она што граѓаните бараат, кажуваат и имаат потреба.
Што е на државата во моментов за оние млади кои што останаа да ги задржиме и мотивираме да останат овде? Какви се политики треба да се спроведат, какви стратегии во моментов треба да се донесат, бидејќи споменавте од сега за следните години? Дефинитивно заштита на работничките права, закон кој што ќе ги штити младите, а понатаму инвестирање во квалитетно образование, заради тоа што веќе се гледа дека не се може, не може вака, и според сите статистики, и според кадрите како што излегуваат, дека проблем е образовниот систем. Така што јас би одела на тие две работи, може Бојан би ме дополнил. Јас би додал прилагодување на новото време. Сакам да бидам пластичен и често кажам, ќе го повторам. Ако денеска вие можете во 12 часот пополнок да закажете имейл, кој што ќе се испрати во 7 сабајле. Ако можете ако станувате во 5 сабајле да сработите некоја работа или да истражите нешто за вашиот состанок, тоа значи дека мора да се биде многу пофлексибилен во работата, особено кај младите генерации. Од контакти со компании кои што ги имам на приватна основа, не е истражување, ми кажуваат дека скоро секое трето CV за работа кој што пресигнува за големи компании има напишано или барам флексибилна работно време, или барам флексибилна работа, да можам да работам од дома или од каде и да е, или под број 3 барам таа и таа минимална плата. Че едноставно работите се менуваат, пазарот се менува. Меѓутоа, ако сакаме да успееме сите, не е да кажеме дека е некој крив. Најпогрешната стратегија е ово е крив, ово е прав. Значи, не знам, бизнисите се лоши, младите се добри, или обратно. Младите се лоши, бизнисите се добри. Секако државата е секогаш, нели? Најпозитивна во целиот процес, кога се две страни караат. Треба да се промени тоа, никој не треба да се кара. Заседнеме, да разговараме. Пред се засегнатите страни да се бараат решенија. Тоа сакаме да го понудиме со оваа активност оваа година. Сакаме да дадеме пример дека со добра комуникација, со добра дебата и диалог може да се менуваат правилно работите. Не со викање, туку со дебата. Тоа е одличен вовед за следното прашање. На темата ќе зборуваме многу и во периодот кој што следува, бидејќи сметам дека токму јавното говорење е еден од начините како можеме да ги менуваме нештата, но јавното цивилизирано говорење. Говорот на омраза, Бојан, со себе накусо за уште една тема која што е актуелна и мислам дека е редно време да зборуваме гласно. Навредите и омаловажувањето стана национален спорт, како меѓу нас, граѓаните, така и меѓу политичарите. Како да се врати нивото на јавна дебата, она што го слушаме и читаме и на социјалните мрежи, и по медиумите, па и на собраниската говорница, загрижува? Мислам што загрижува, контаминира, што се вели труе. Значи го трули целото општество и ако не разбираме дека омразата и негативната комуникација, дали во виртуелниот, дали во секојдневниот простор, сите не влече надолу, не знам што треба да се случи. Бидејќи денеска навредуваме друг, во истиот момент некој друг не навредува нас или нашите деца и така натаму, и што се постигнува со тоа? Кој е воќар ако некого навредите? Од друга страна, ако сакаме да се избориме, мора да поставиме јасни механизми. Слободата на изразување е неприкосновена и заштитена со закон. Меѓу другото, законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, кој е во корелација со Европската конвенција за човекови права и Меѓународниот пакт за граѓански човекови права. Ова се чини никого не го засега. Уште да отидеме подалеку е сустав за гарантирано. Да. Ако одиме во нашиот правен поредок. Значи слободите и правата се меѓутоа слобода и право не е да загрозите друго право. Значи најпросто сега не одиме по дефиниции. Сите не имаме неприкосновени права до моментот додека не повредуваме туги права. Тоа е тој баланс што треба да се направи. А основата е комуникацијата. Ако добро не комуницираме, емпатично, значи да развиваме емпатија во себе, грижа. Знаете, често велиме како да се спречи, па кога ќе седнете да пишувате статус, прочитете си го како за себе да е. Сега ако тие зборови што ги читате вас би ве навредиле, не го објавувајте тоа. Толку едноставно. Сега во исто време мора да бидеме свесни дека најголем дел од луѓето кога навредуваат, повредуваат на интернет или било каде, не се свесни дека го прават тоа. Сметаат дека заштитуваат својата група, својот народ, својата припадност, ги штитат своите деца. Се тоа е илузија, меѓутоа така размислуваат. Мора многу да се работи на едукација, но најважно, примерот политичарите. Не да бидат тие кои што ќе користат полоши зборови од самите луѓе.
Ние во Се што можевме да слушнеме на говорниците изминатиот период. Па не само изминатиот и на говорниците и деценииве наназад и во соопштенијата. Знаете, јас ви Кога и каде се изгубија границите во не мислам дека пристојноста на изразувањето? Желбата да се победи, да се задржи или освои власта. Ако вас ве води чистата желба само да ја задржите и освоите власта, не да понудите програма, кандидати и кандидатки, не да понудите алтернатива, што им треба на луѓето, така ќе изгледа политичката сцена. Во моментот кога ќе сватите дека вие сте као власт на било кој ниво за граѓаните тука, че само ги менаџирате на одреден период нивните пари, заедничките пари, и правите нешто најдобро што може. Тоа ќе се смени. И втора работа, политичарите, кога им го давам и на обуки, на консултации, на се, кога комуницираат, тие пред себе го гледаат политичкиот противник. Замислите вие некој кој што мразите човек, за жал така функционира политиката, со омраза, да го гледате пред себе и да пишувате писмо. Тоа нема да е љубовно писмо. Тоа ќе е писмо полно отров. И сега, наместо кога пишуваат соопштение или кога пишуваат говор, пред себе да го гледаат политичкиот противник, треба да го гледаат народот, граѓаните. Тогаш ќе напишат многу поубав говор, многу поубаво соопштение кој што ќе се фокусира на граѓаните. Затоа најголемата тајна е да се разбере дека се обраќаме и работиме за граѓаните, а не за политичките противници. Има ли надеж дека во догледно време ќе се врати нивото на јавна дебата во Македонија? Секогаш има надеж, меѓутоа дали ќе се врати зависи што ќе се работиме. Ние предолго децени назад имаме надеж, што е супер, ама знаете како велат за Господе, нека ми се падне лото, ма оди уплати ливче. Така. За да може да се исполни таа желба. Значи, за да имаме надеж, мора да сработиме, мора да почнеме да применуваме нешто, да се менуваме. Оти префрлувањето на вината, види, јас сум добар, ама противникот е лош. Или ние како млади сме добри, ама работодавачите не сакаат, и обратно, не води кон решение. Решението седни, разговарај и цивилизирано кажи што треба да се промени. Токму за ова ќе зборуваме јавно и во периодот кој што следува, ќе отвараме теми, ќе дискутираме со надеж дека ќе направиме подобро општество за сите нас, барем ние кои што сакаме да бидеме тука. Благодарам. Благодарам многу на поддршката, Кристина, ваша, на целиот тим и на Македонската радио телевизија за сите иницијативи што веруваме дека ќе го менуваат општеството. Секогаш добре дојдени. Благодарам. Фала.